Спортски поздрав, почитувани гледачи на М-нет телевизија. Ова е ново издание од спортскиот магазин Трибуна, во кој што онново ќе анализирам за се она што практично се случуваше или што може да очекуваме до крајот од есенската полусезона во втората македонска фудбалска лига. Еден осврт на увертира пред почетокот на 10-то коло кој што ќе се одигра веќе оваа сабота. Ќе продискутираме околу сите оние случувања кои што ги имаме околу екипите, некои, ајде да речеме, фудбалски потреси кај некои екипи кои што ги има и како тоа ќе се рефлектира врз понатамошниот тек од самото првенство. Дали можеме ќе ја погледнеме табелата да видиме дали би можело да има некој изненадување во позитивна, односно во негативна смисла и се она што ќе може да очекуваме до крајот, бидејќи ни престојат уште 6 кола за да се комплетира есенската полусезона и со тоа да видиме нели која екипа ќе ја понесе најде условно речено титула во спортски или во фудбалски жаргон, односно да биде есенски шампион. И со некоја можеби предност да влезе во пролетната полусезона од втората македонска фудбалска лига. Ќе започнам најпрво со резултатите кои што ги имаме од претходното 9-то коло, што практично го имаме тука, ќе продискутираме околу самите резултати, меѓутоа нормално ќе се осврнеме и на некои други случувања, како што спомнав пред се тука мислам и на фудбалски клуб Слога од Виница, кој што на преворот кој што го следевте на М-нет телевизија против Кожув на домашен терен на градски стадион во Виница, истрча само со младенци, сите стандардни поискусни играчи си замина од таму поради како што дознаваме или како што велат и самите фудбалери, неисплатени плати и финансиски обврски кои што клубот ги имал кон нив, па практично тој надпревар тимот од Виница настапи со младенци, меѓутоа го нема ниту штипскиот стратег Емил Грнев. Меѓутоа најпрво овде предлагам да ја погледнеме табелата со резултатите од тоа 9-то коло, да имате на ЕТА и самата табела со резултати, да имате на појасна слика за да видиме се она кое што се случуваше. Одеме хронолошки, најпрво надпреварот кој што се одигра во Ресен, Преспа Тетекс, надпревар кој што го доби тимот на Преспа. Ова е значаен надпревар од причина што, односно важен триумф за Преспа во битката за да биде во некој ритм или во некој чекар за да може да се надева на опстанок во втората лига или до некаде да биде во, ајде да речем така условно кажано, во посериозна игра. 3 бодови или за вкупно 6, тоа е само второ сезонско славење на Преспа. Охрид Саса 6-7 убедлива победа на популарните рибари. Она што имавме можност да го проследиме и она што циркулираше во спортската јавност е дека тие задоцнати плати кои што навално веќе сега фудбалерите ги добили или они се она што таму се случуваше во Саса, практично се рефлектираше можеби со овој голем пораз, меѓутоа ќе има шанса Саса веќе во сабота да се поправа на домашен терен против Скопје, меѓутоа надпревар кажавме дека Охрид беше апсолутен фаворит тука, меѓутоа изненадува тоа што Саса практично доживеа вистински потоп таму или условно кажано потона во тоа Охридско езеро, така да Охрид забележа многу важна победа. Скопје Новац и минимална победа на Скопје со погодот кој што беше постигнат во вториот дел, се намачи Скопје доста против Новаци кој што игра далеку подобар фудбал во однос на ланската сезона, меѓутоа 1-0, трите бодови снуват во автокоманда. Брегалница го доби надпреварот против Енерџијата големо Конјари со 0-2. Штипе не беа фаворити, можеби оние кои што пратат таа голема фаворитска улога, можеби некој очекуваше многу поголема победа за сините кои што ги води искусниот Владко Костов, меѓутоа и 0-2 сосема пристоен резултат за да трите бодови заменат во штип. Детони Плачковица убедливо со 3-1 славеше против Вардар Неготион, трите бодови остана во Радовиш. Радовишаните ја продолжува таа позитивна серија на резултати, тој тренд на позитивни резултати. Еве го тој надпревар за кој што зборував претходно, кој што практично се одигра во Виница. Слога загуби со 0-2 од Кожув. Ова надпревар кој што Слога практично настапи само со млади играчи, сите искусни играчи како што е Иван Настевски, популарниот Меси кој што беше капитен, Тони Мирчевски, Сухеј Прошити, голманот Антонио Столевски, се само дел од играчите. Тука има уште неколку играчи кои што веќе заминаа и ќе видиме како ќе се комплетира или како ќе одигра до крајот на оваа полусезона, дали ќе се потпира само на младенци Слога, дали ќе се расчистуваат тие неисплатени плати, па ќе се вратат играчите. Во секој случај ќе биде доста тешко за екипата од Виница, затоа што практично
ќе имаат потешкоти ако играат до крај со младенци, тогаш многу тешко и ќе се освојуваат бодови, па во есенскиот дел можеби ќе да и доцна и да се земат засилување и да се консолидира финансиски тимот, ќе биде доста проблем. Кожов си дојде предводно тој штипски тренер Иван Варненовски, си дојде тој триумф, тие посакувани 3 бодови, со 0-2 се врати тимот од Гевгелен на победничките патеки. Беласица доживеа уште еден пораз, трет во низа на домашен терен овој пат, втор во низа на домашен терен за вкупно 3 во низа. Откако најпрво загуби Беласица од Шкендија Рачиново со минимални 0-1, потоа загуби и во Кочани од Осогово, па сега и од победа на домашен терен 1-2. На овој начин Прилепчини освоја 3 и текако големи бодови против Беласица во Струмица. Од друга страна, Панче Стојанов, новиот курмилар, новиот тренер, новиот стратег на Беласица, дебитираше со пораз. Шкендија Рачиново Осогово 1-0. Трите бодови останаа кај екипата од Рачиново и екипата која што практично води Лјупчо Марковски Калц продолжува да нижи победи и заедно со екипата на Брегалница се двете единствени екипи кои што немаат пораз во досегашниот дел од првенството или во тие досега одиграни 9 кола. Од тоа што можеме да видиме или што може да се воучи дека можеби до некаде резултатите се реални, очекувани, можеби секако и дефинитивно најголемо изненадување Беласица, затоа што практично загуби од екипа која што е во долниот дел од табелата, која што се бори за опстанок. Од друга страна, Преспа дојде до посукуваните тие 3 бода и на тој начин тимот од Ресен ке се бори нормално нели за да води битка за опстанок. Ова беше резултатите кои што и погледнавте, видовте нели она како што кажав, само во Струмица е некаде изненадувањето, се останато некаде можеби заочекувано и во Ресен резултатот беше можеби очекуван затоа што веќе гледаме дека пополека во сериозна длабока резултатска криза навлегува Тетекс, ќе го видиме тој од самата табела и според формата што го одигра од последните 5 надпревар, затоа што екипата на Тетекс, популарните штофари од Тетово, на последните 5 одиграни надпревари, од можни 15 имаат освоено само еден бод или има 4 порази и едно реми, или ако ја гледаме таа форма имаат пораз, реми, пораз, што значи дека Тетекс навистина ќе има сериозни проблеми, на интензитет или на тежина добива овој триумф на Преспа, затоа што практично со тие 6 бодови доаѓа на минус 1 од Тетекс, кој што пак е со 7 бодови пред Преспа. Ќе ја видиме и табелата нормално тоа што го гледаме и што ќе се случува или ете ќе имате појасна прилика гледајќи самата табела и за да можеме да проанализираме. Она што го кажав, гледате од самиот врв на табелата, Брегалница од Штепи екипата на Шкендија Рачинова на врвот со по 23 освоени бодови, никој не попушта ниту едните ниту другите, која е во прашање нели таа идентична форма која што имаат 7 победи, 2 ремија и ниту еден пораз. Двете екипи се единствени непоразени. Брегалница е прва поради подобрата гол разлика, овие две екипи се уште не се имаат соочено една во однос на друга. Трете Охрид со 18 бодови, учинокот е 5-3-1, односно 5 победи, 3 ремија и 1 пораз од Шкендија Рачиново, следува Скопје со 17 бодови, Детонит со 17 бодови. Меѓутоа тука ќе го искористиме моментот да кажеме дека екипата на Скопје кој што го има најквалитетниот или најефикасниот напад со 20 постигнати погодоци, Брегалница е втора кога зборуваме за ефикасноста на нападот со 21 гол или еден помалку од Скопје кој што има 22. Меѓутоа од друга страна пак екипата на Брегалница кој што е води Владко Костов и екипата на Иван Варденовски, односно Кожев од Гевгели, имаат најдобри одбрани со по 4 примени погодоци, Шкендија потоа следува со 5 примени погодоци. Кога ја гледаме самата табела, гледате дека и Скопје и Детонит Лачковица се објективно тука и се надеваат барем нели за второто, за третото место или оние позиции кои што водат кон на првата лига и тоа и како расплет ќе даде 10-то коло, затоа што Брегалница ќе се соочи со Детонит Плачковица надпрво кој што ќе се игра под рефлектори, кој што секако ќе го следите на Емнет телевизија. На шестата позиција или практично на делба на шестата позиција Кожов и Беласица со по 16 бодови, Струмичени со тие 3 порази во низа значително се оддалече од Брегалница или од Шкендија или од водечката прва позиција, бидејќи знаете дека првото место води директно кон прва лига, вторите и трети играат бараж за можен влез во првата лига.
И од самата табела гледате дека веќе дистанцата бодовна е значително голема. 16 до 23 бодови и текако со оглед на фактот дека веќе Беласица загуби од Шкендија, практично од конкурентот, доправа следово соочувањето со екипата на Брегалница, ќе биде доста неизвестно. Осогово е во значително подобра форма за разлика од минатата сезона. Тука и новаци, овие две екипи го делат практично 8-то, односно 9-то место со по 13 бодови, па следува Саси победа за делба на 10-то место со по 10 бодови. Или овие екипи се во зоната за опстанок, односно за опстанок преку бараж. Значи практично првите 8 позиции гарантираат директен опстанок, 9-то, 10-то и 11-то место се во таа зона за можен опстанок преку бараж. Сега, она серија на тие неколку лоши резултати го спушти Вардар Неготино на 12-тото место, или тоа е веќе зоната за директно испаѓање. Ако е ова конечна табела, сите оние екипи што се под Вардар Неготино, вклучувајќи и тимот од Неготино, ќе бидат нови третолигаши. Така да тимот од Неготино на 12-тото место со 9 бодови, па следува Тетекс од Тетово, кој што претходно го зборував кога ја анализираве резултатите со 7 бодови, па следува Преспа со 6 бодови, Слоговиници и Големо Конјари со по 3 бодови. Тој долен дел од табелата веќе прави да Слога значително ќе има тешка ситуација за опстанок од причина што гледате дека до тоа 8 место веќе 10 бодови има негатива Слоговиница, меѓутоа дел од тие екипи веќе ја совладаа како што е Слоговиница, како што е екипата на Осово, кој што триумфираше над Слоговиница, понатаму победа триумфираше над Слоговиница. Останало соочувањето на Слоговиница со веќе следното коло со Вардар Неготино, и тука веќе единствено Слоговиница има само триумф над Големо Конјари, а Големо Конјари пак славеше над Кожов, и тие две екипи се единствените кои што имаат таква голема серија на порази, а пак според формата од последните 5 надпревари тогаш значително и сигурно е дека Слоговиница во најдлабока резултатска криза со 5 порази во низа. Таму повеќе Емил Грнев не е тренер, на последниот надпревар кој што Слога го играше против Кожов, а кој што го следевте на телевизија, видовте дека на тренерската клупа не беше Емил Грнев, според официјалниот запасник Дејан Михајловски или Михајлов ми се чини дека го водел надпреварот, што значи дека веќе ќе биде доста посериозно за тимот од Виница. Останало да видиме кој ќе биде нов тренер и што и како ќе работи екипата од Виница, затоа што ќе мора да се изнајде тренерско решение за да може да го води, дали Дејан Михајлов ќе остане да го води тимот барем како што беше на последниот надпревар, бидејќи тој се водеше како шеф на стручен штаб, или ќе мора да се изнајде соодветно тренерско решение кој што ќе има и како сериозни предизвици за да може да го извлече тимот од резултатската криза, бидејќи знаете дека сократењето на лигата, последните 5 екипи испаѓаат, па може да биде само една епизодна улога на Слоговиница и да испаку оферите да се врати назад во трета лига. Меѓутоа има уште доста за игра, пред се затоа што има уште 6 кола во есенскиот дел, во игра се значи некаде околу 18 бодови и ќе видиме колку тие 18 бодови ќе може Слога да ги обезбеди на своето конто, меѓутоа не само Слога, и Големо Конјари, Преспа, и Тетекс, Вардар Неготино, тука никој не е безбеден. Можеби екипите што се потосово надолу ќе водат таа битка околу бараж и околу екипите кои што ќе се борат за опстанок, меѓутоа веќе значително Големо Конјари и Слоговиница назадуваат. Преспа со триумфот над Тетекс ќе има некоја поголема надеж, а најголемо изненадување може да биде ако евентуално Слоговиница слави против Вардар во Неготино, па да се фати некој приклучок. Ако триумфира Вардар Неготино, тогаш дефинитивно Слога многу работи ќе му назадува. Ова беше табелата која што ја имавме практично и видовте што досега се случуваше во самата втора лига. Дел од второлигашите се случуваат со финансиски проблеми и тоа и како се рефлектира врз и самата игра и врз не тоа дека редовно не се исплаќаат финансиските средства, односно платите кон фудбалерите, и тоа е и како голем проблем затоа што и мотивот и моралот нормално дека кај нив ќе влие негативно, така да ми се чини дека можеби и кога ќе дојде таа пауза или зимска пауза, можеби некоја консолидација кај екипите ќе донесе можеби некоја свежина кај некој нив со некоја реформа, ако може практично тоа да се случи, за да можат самите екипи да бидат во нешто подобра ситуација. Сега кога зборуваме за акумулираните жолти картони, бидејќи пред да видиме што ќе имаме во рамки на 10-тото коло, ќе го погледаме билтенот на жолти картони.
знаете дека нели со 5 последователни или на било кој начин стигнате до тие 5 жолти картони, по автоматизам значи дека фудбалерот следниот надпревар ќе го пропушти. Така да Детонит Плачковица нема да може да смета на Филип Георгиевски, кој што има 5 жолти картони, а пак побода нема да може да смета на Андреј Петрески. Овие двајца фудбалери го пропуштаат 10-тото коло кој што се игра веќе во сабота, а имаме доста фудбалери кои што имаат 4 жолти картони. Сите овие фудбалери кои што сега ќе ги продискутираме, при следен жолт картон би го пропуштиле следниот надпревар. Тоа се однесува на Христе Лембовски од Вардар Неготино, Кристијан Христовски и Михаел Николов од Осогово, што значи треба да бидат предпазливи, бидејќи се работи за доста клучни фудбалери, како искусниот Христијан Драгарски, кој што и како е важна алка во тимот на Новоци, кој што го води Дарко Крстевски, Андреј Силеновски исто така од Новоци, Дарио Десниц од Шкендија Рачиново. Понатаму го има Дамија Масевски од Брегалница, и како важен играч, борче с ракеси од Големо Конјери. Детонит Плачковица ќе има доста сериозен проблем, бидејќи нивниот голман Димитар Ѓоргиев има веќе 4 жолти картони, при следен жолт картон Радовишине ќе мора да се потпрат на нивниот втор голман. Понатаму Никола Сарески исто така од Детонит Плачковица, Бури Малиев од Саса, Христијан Беков од Кожув, победа тука е Давид Јошевски, Амир Фейзулај и Фикри Дани од Преспа се фудбалерите кои што при следен жолт картон по автоматизам значи дека ќе пропуштат една информација плюс за оние кои што ќе прават некои фудбалски анализи пред се тренерите и екипите, дека можат да им биде добро дојдена, затоа што нели кажав дека при било кој од овие фудбалери ако направат жолт картон, автоматски значи дека ќе го пропуштат следното коло и тоа ќе донесе проблеми, затоа што се работи за играчи кои што практично се и tekako да речем важни во самите екипи. Ќе погледнеме листа на најдобри стрелци, да видиме што тука има и како одигра екипите или практично како стои листа на стрелци, бидејќи веќе од коло во коло значително гледаме дека некои играчи постигнуваат хет-трик, како што беше случајот со Тони Мичковски од Саса, така да ќе ја погледнеме сега листа на стрелци или ќе ја проанализираме самата листа и да видиме кои екипи, односно кои играчи се најдобри. И натаму на врвот на таа листа на стрелци останува Виктор Ангелов, тој е фудбалерот на Скопје, капитенот на тимот од Автокомандо кој што го води Александар Таневски. Ангелов постигна 8 погодоци, меѓутоа веќе битката за тоа второ место изравнат, или практично кога гледаме таа табела, имаме 5 фудбалери кои што го делат тоа второ место со по 6 погодоци. Статистички овде официјално се водат само погодоците, не и асистенциите, па затоа имаме ваква нели практично повеќе фудбалери да го делат второто место. Тука Иван Глигоров, фудбалерот на Охрид, кој што направи трансфер од Штипска Брегалница во Охрид со 6 погодоци, Сашо Дуков од Детонит Плачковица, Тони Мичковски кој што го спомнав со тој хет-трик, Андреј Симевски од Каменица Сасија и фудбалерот на Беласица, искусен Бојан Спирковски се фудбалерите со по 6 погодоци, додека 5 погодоци имаат Веби Ислами од Кожев и Стефан Ивановски од Новаци, по 4 Антонио Клановски Охрид, Даријан Тасев, младиот надежен фудбалер на Брегалници и Ѓорги Шишков од Вардар Неготино. А кога зборуваме за она неславна листа на автоголови, Дарко Стојанов, штипенецот кој што го носи дресот на Кожев, има 2 автогола, а по еден има Димитар Ѓоргиев, тој е голманот на Детонит Плачковица, Михо Андреевски, Големо Конјери, Алборо Каба од Охрид кој што го постигна автоголот против Шкендија, надпревар кој што го следевте на МН телевизија, Виктор Крстевски од Слога, Филип Анасиевски од Детонит Плачковица, Дино Најдовски Скопје, Ѓорги Трајков Беласица, се фудбалерите кои што си постигнале автогол или практично се на таа листа на или неславна листа на постигнати автоголови. Ова е кога зборуваме во делот на листа на стрелци, сега пред вас ќе имате и самата најава на двојките за 10-тото коло кој што ќе можеме да ја погледнеме заеднички, па да продискутираме и да најавиме што може да очекуваме овој викенд. Ете, дека ќе започнем овој пат од долу нагоре, Брегалница Детонит Плачковица, ќе биде дербито кој што ќе го следите на МНет телевизија, надпревар кој што ќе започне во 17 часот и ќе се игра под рефлектори.
Ова е надпревар кој што Брегалница се одлучи да го игра под рефлектори, претходно исто така играше со Скопје, Беласец одигра неколку надпревари под рефлектори, веќе гледаме дека се подобрува самите услови, самата инфраструктура и кај второлигашите, па ете имаме можност како и во првата лига, така и во втора лига да следиме надпревари под рефлектори, да донесе пред се многу поголема возбуда, многу поголема страст и еден поинаков амбиент за следење на овие надпревари. Брегалница, Детонит Плачковица, соседско дерби, соучување на Штипени со Радовишани, меѓутоа од друга страна ова е и дуел на двајца штипски тренери. Тоа е Владко Костов со Горан Здравков. Ние веќе разговаравме со тренерите, ќе имате можност во текот на утрешниот ден да ги погледнете изјавите и што практично тие го најавија за МНЕТ телевизија, нивните очекувања, нивните планови и секако нели да се надмудруваат тактички нормално со тоа што нели едните и другите ги посакуваат тие 3 бода, затоа што Брегалница таа која што практично ќе сака да остане непоразена, да го чува врвот од табелата, од друга страна Детонит Плачковица со 3 бода долго ги добие во Штип, значително ќе биде во игра не само за првите, односно за второто и третото, туку и за првото место, односно позициите кои што водат кон првата лига, така да Брегалница Детонит Плачковица ќе го следите на МНЕТ телевизија, надпревар или пренос кој што ќе започне нешто пред 17 часот, така да сабота ќе може да уживате во добар второлигашки надпревар на МНЕТ телевизија. Сите останати надпревари кои што сега ќе ги анализираме или кои што ќе ги продискутираме ќе започнат порано, односно ќе се играат во дневен термин од 13 часот и 30 минути. Во ресен соучување на Преспа со Охрид, овде повеќе јасно дека популарните рибари ќе бидат фаворити, Охриѓани одат на нови 3 бода, Преспа ќе сака секој изненадување или барем реми и бод да освои. Саса Скопје, ова е дуел практично две екипи кои што имаат едно големо ривалство. Ривалство кое што трае од таму некаде претходната сезона, тие немили настани кои што се случува. Саса против Скопје, Саса ќе мора да бара излез условно кажано од таа некоја мини резултатска криза, односно да се врати на победите после тој голем пораз кој што го имаше од Охрид. Од друга страна Скопје пак има некоја предност затоа што игра во многу подобра форма, ако гледаме според последните 5 надпревари. Саса ќе се потпира на домашниот терен, на поддршка од домашната публика, Скопје ќе се потпира на можеби подобрата форма. Во секој случај трите бодови се од капитална важност. Скопје ќе мора да го добие надпревар ако сака да остане во чекор со водечките екипи. Саса ќе сака 3 бодови нормално за да биде што е можно поблиску до позициите кои што гарантираат директен опстанок. Новаци големо конјери. Ова ќе биде на вид на пелагонинско соучување, битолска со Прилепска екипа. Новаци е секако фаворит на овој надпревар, како голем фаворит против големо конјери кои што одигна се или нешто, па в енерџијата ќе се надева на изненадување и на бодови. Еве го сега надпреварот во Неготино на популарната Цвај арена, Вардар Неготино Слога Виница. Ова е надпревар кој што практично тоа што го зборев. Доколку Вардар Неготино триумфира значително, буквално значително, ќе има многу големи шанси да се надева барем на позициите кои што гарантираат опстанок преку бара, затоа што со евентуален триумф ќе има 12 бодови, може да прогресира за 2-3 позиции на самата табела, нормално во завис од резултатите на останатите екипи. Во таков случај Слога Виница значително ќе уназадува и ќе има сериозни проблеми дури за позициите околу баражот. Од друга страна, ако триумфира Слога Виница, може да прогресира за една позиција, односно да дојде до 14-тото место, да се изравни со Преспа, но тоа нема да значи многу, меѓутоа на долгорочна основа дава надеж за опстанок. Кожув Беласица, Беласица е во веќе резултатска криза, ќе мора да се надева на триумф, ќе мора да бара начин како да го совлада Кожув, бидејќи во секој друг случај екипата на Беласица ќе уште повеќе ќе паѓа на самата табела и ќе се оддалечува од првата позиција. Кожув на домашен терен знаете дека е во една добра форма и сигурно дека ќе атакува на нови 3 бода. Победа ќе има тежок надпревар на домашен терен. Популарните мајмуни на навивачката група на Победа веќе се мобилизира за овој надпревар против фаворитот Шкенди Рачиново, кој што ќе сака да остане непоразен и во Прилеп да ги освои 3 бодови, затоа што Прилепчини веќе некако, особено после тој триумф над Беласица во претходното коло, ќе сакаат да продолжат во една победничка форма и нормално нели да се надеваат дека ќе може да дојде до уштен триумф, затоа што Победа доколку триумфира со 13 бодови може и за прв пат да ја напушти таа опасна зона или бара зоната и да дојде некаде над 9-тото место. И останал надпреварот Тетекс Осогово.
ние претходно најавувавме, односно го најавивме овој натпревар каде што практично жетварите на Крсте Крстев ќе сакаат триумф и враќање на победите. Ќе биде за нив тешко гостувањето во секој случај против екипата на Тетекс во Тетово, затоа што теренот во Тетово важи за доста тежок терен каде што тешко се освојуваат бодови, но од друга страна пак предност за Осогово е тоа што Тетекс е во една тешка ситуација, во која што претходно спомнавме кога гледавме табелата, нивната форма последните 5 натпревари е 4 порази, 1 реми, и тоа дава и како голема шанса за Осогово, затоа што практично Тетекс е во длабока резултатска криза, тоа може да го искористи Осогово, а Тетекс ќе мора да најде начин како да се врати на победничките патеки и практично ќе се бори за трето славие. Во секој друг случај Тетекс ќе биде тој кој што ќе има значителни потешкоти и ќе паѓа на табелата бидејќи со 7 бодови на 13-тото место. Ова е тоа кој што ќе го имаме за следното 10-то коло кој што се игра во сабота. Меѓутоа мораме да спомнеме туку уште еден момент. Пред второлигашите имаме густ распоред. Тоа значи дека сабота тие ги играат надпреварите од 10-тото коло, веќе во вторник следуваат надпреварите од 11-тото коло и веќе следниот викенд, односно следната сабота, тоа е на 8 ноември, следуваат надпреварите од 12-тото коло. Ќе биде густо, неизвестно, во краток период во игра ќе бидат 9 бодови, кои што можат значително направат промена на самата табела, меѓутоа да се изфилтрират екипите кои ќе бидат за опстана, кои ќе бидат и за околу баражот, кои ќе имаат веќе можеби чекор 2-3 повеќе кога е во прашање директниот опстан и веќе ќе има многу појасни слики и пополека така ќе навлегуваме во финишот од есенската полусезона. Да не заборавам уште еднаш да потенцираме дека сабота од 17 часот на МН телевизија ќе го следиме заеднички надпреварот помеѓу Брегалница и Детони Плочковица, надпревар кој што се игра под рефлектори, кој што е амбиент пријатен, ќе можеме да проскодираме и да проследиме еден добар надпревар со учување на Владко Костов и Горан Здравков, и секако утре ќе може да ги проследите на МН телевизија изјавите и нениот и на другиот тренер, нивните очекување, мислење, ставови, идеи и се она што практично се подготвувале за овој надпревар. Ова беше еден сублимат на се она што досега имаме во втората македонска фудбалска лига. Останете понатаму со програмата на МН телевизија и саботот 17 часот Брегалница, Детони Плочковица на МН телевизија. Спортски поздрав!